Tačno ke ja sakam, gorka ja svoja, Skopje kaže mi. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски учествуваше на настан организиран од Сдруженијето Мобилност Скопје и Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија, Мобилност Македонија, по повод одбележувањето на меѓународниот ден на мултиплекс склероза. Настанот е посветен на подигнување на свеста и изразување поддршка за лицата кои живеат со мултиплекс склероза, параплегија и мускулна дистрофија. Учесниците испратија пораки за солидарност, емпатија и еднакви можности во општеството. Мултиплекс склерозата е болест која носи секојдневни предизвици, но и огромна сила кај луѓето кои се борат со неа. Токму затоа нашата обврска како општество е да покажеме разбирање, емпатија и конкретна грижа, вели Стевковски. Нагласил дека општината останува посветена на создавање средина без бариери, во која сите граѓани ќе имаат еднаков пристап до институциите, јавните услуги, образованието и јавниот простор. Ке продолжиме да работиме на мерки и проекти што значат подобар, подостоинствен и поквалитетен живот за граѓаните. Според него, маршот и настанот се повеќе од символика и представуваат силна порака за храброста и страјноста на лицата со попреченост, но и потсетник за одговорноста на општеството да обезбеди соодветна поддршка. Организаторите се поздравени за иницијативата. Стевковски им се заблагодари на сите учесници кои, како што вели, покажале дека солидарноста и заедништвото се вредности што го движат општеството напред. Во рамки на теренската посета близу до народот, доследни на зборот во организација на градоначалникот на град Скопје Урце Ѓоргиевски во општина Кисела Вода, се одржа средба со граѓаните во Домот на култура Билјана Беличанец, кој беше исполнет со жители што дојдоа да ги споделат своите идеи, предлози и проблеми. На средбата присуствуваа представници на институциите, директори на јавните предпријатија, како и градоначалничката на општина Кисела Вода Бети Стаменковска-Трајковска, при што беше потенцирана заложбата институциите да бидат директно присутни меѓу граѓаните и навремено да одговараат на нивните потреби. Во отворен разговор со присутните граѓани беа разгледани актуелните проблеми со кои секојдневно се соочуваат жителите на Кисела Вода, тековните проекти што се реализираат, како и идните активности и планови за развој на Скопје. Од средбата беше испратена јасна порака дека вистинските промени се создаваат преку директна комуникација со граѓаните и преку заедничка работа на терен. Теренските поседи близу до народот, доследни на зборот, продолжуваат и во останатите скопски општини, со цел институциите да останат достапни, отчетни и блиски до граѓаните. Со свечено отворање денеска започнаа пензионерските спортски игри 2026 во организација на Сдруженијето на пензионери на општина Центар, а на настанот присуствуваше и градоначалникот Горан Герасимовски. Настанот има за цел да го промовира спортскиот дух, дружбата и активниот начин на живот кај повозрастната популација, при што организаторите истакнаа дека возраста не представува пречка за физичка активност и социјална вклученост. Оваа година учесниците се надпреваруваат во 5 дисциплини: пикадо, табла, домино, фудбал и кошарка, во машка и женска конкуренција. Пензионерските спортски игри 2026 се пензионерски игри кои според организаторите придонесуваат за јакнење на меѓусебната поврзаност, рекреација и подобрување на квалитетот на живот на пензионерите. Од општина Центар порачаа дека ќе продолжат да ги поддржуваат ваквите активности кои овозможуваат активна улога на повозрастните граѓани во заедницата. Пензионерите се важен дел од нашето општество, заслужуваат внимание, почит и можности за активно учество, е истакнато на отворањето. На учесниците им беше посакано добре дојде, фер надпреварување и многу моменти на дружба, смеа и позитивна енергија. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека утре, поради верскиот празник за Душница, од страна на единицата за безбедност на патниот сообраќај при СВР Скопје, ќе бидат преземени мерки за посебен режим на сообраќај за безбедно и непречено одвивање на сообраќајот. Имено со почеток од 6 часот, сообраќајот кон градските гробишта Бутел ќе се одвива во една насока, односно сите возила ќе се упатуваат по улицата Бутелска, потоа лево по улицата Александар Ударевски, лево по улицата Воце Иванова и десно до влезот на гробиштата Бутел. За излез пак од гробиштата сообраќајот ќе се одвива десно по улицата Воце Иванова до кружниот тек на улицата Бутелска, па лево по истата улица и по улицата Кемал Сейфула.
Посебниот режим на сообраќај ќе се воведе и на гробишчата Камник и гробишчата во Драчево и Ѓурче Петров. Од МВР посочува дека доколку се процени дека има потреба, посебниот режим на сообраќај ќе се реализира и в сабота и недела. МВР апелира до граѓаните да ги почитуваат наредбите што ќе ги издаваат полициските службеници по сообраќајниците, опатени со посебниот режим на сообраќај. 3 лица, од кои едно малолетно, биле лишени од слобода откако нападнале полициски службеници на должност во скопската населба Карпош, информираат од Министерството за внатрешни работи во дневниот булетин. Инцидентот се случил на 27 овој месец по 17 часот и 50 минути во Скопје, кога полициски службеници од СВР Скопје извршувале службени действија на терен. Според информациите, лицата претходно физички ги нападнале полицајците кои постапувале во рамки на своите овластувања. Од полицијата соопштија дека лишени од слобода се 19-годишниот МК, 27-годишното лице НК и 16-годишно лице, сите од Скопје. По интервенцијата тие биле приведени и задржани за понатамошна постапка. Од МВР додаваат дека по целосно документирање и расчистување на случајот ќе следува соодветна кривична пријава против инволвираните лица, согласно важечките законски прописи. Во моментов се работи на утврдување на сите околности од кои дошло до инцидентот. Надлежните органи најавуваат и на тамошни активности за целосно расчистување на случајот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно